како што е бака прасе. Здраво на сите и добро дојдовте во моето ново видео. Во ова видео ќе ви покажам нешто што ќе ви помогне да се ослободите од депресијата, значи од таква појава како што е депресијата, и за сите возрасти, значи за млади, за стари, за оние кои што се во тек на развој и така натака и така натака. Сега, за да не одите на психотерапевт како што е бака прасе во оваа тренутна ситуација, има едно видео на некој канал, може слободно погледнете. Јас ќе помогнам само со 3 совети кои што може да избегнете таа појава, односно да ја заобиколите, или пак ако не можете да ја заобиколите, тогаш ќе можете да ја ублажите благовремено, односно да ја намалите количината на таа појава. Првиот чекор или пак првиот совет почнува од самите вас. Треба вие да го направите тоа, да се отргнете од сите социјални мрежи, Facebook, YouTube, TikTok, не знам тие некои Snapchat, лево десно. Сега, откако ќе направите тоа, мислам, не целосно, значи можете си погледнете она што вам ве интересира, она што, например, некој поставил песна, излегол нов филм, некој јутубер ви е интересен, сакате да го гледате, меѓутоа избегнувајте тажни содржини, каде што предизвикуваат емоција кај човекот. Обично, скоро сите содржини кои што се објавуваат во денешно време се емотивни, значи содржини кои што дали малку или повеќе предизвикуваат кај секој човек емоции. Практикувајте го ова ностоп, избегнувајте од забајле да го куете телефонот барем 3-4 сата по станување. Можете нешто да погледате по 5-10 минути после тие 3-4 часот кога станете. И така, втор совет или пак втор чекор, исто така треба да произлезе од самите вас, да пронајдете место кое што ве релаксира, ве смирува, да на тоа место да практикувате медитација или не знам, слушање на некои чил-аут песнички кои што предизвикуваат благосостојба на телото, на духот, и ќе можете да си опуштите сите делови на вашето тело, било тоа во стоечка, лежечка, седечка положба. Има многу начини за да го смирите телото, односно да направите calm down, едноставни начини. Толку за овој втор чекор, може би има нешто плюс-минус да се додаде, но меѓутоа во моментов мене не ми текнува ништо, поради тоа што немам напишано, односно истражено на Google, чисто онака што јас си практикувам од искуство. И ајде да појдеме на третото. Третото е, односно третиот совет, исто така потикнат од самите вас. Вие треба да го направите тоа, да најдете се она што вас ве прави среќни, не ве поставува, не ве доведува до таа положба да се појави депресија кај вас, и таа работа што највеќе ја сакате, како што кажав, практикувајте, направете си план во текот на денот што ќе правите, во текот на неделата, значи понеделник, вторник, среда, четврток, петок, сабота, недела. Од пример сега, сабајле станувате во 8, тоа е некој просечно време. Од 8 до 9 вие да си направите вие вашите лични хигиени, што се миење за уши, чистење лице, по можност туширање со ладна вода, многу помага за намалување на депресијата од сабајле, значи таа активност на века. Потоа, во тие 1 час кога ќе поминат, после си правите од 9 до 11, не знам, извршувате некоја активност спортска или
било што дома да средите ова она, или пак ако одите на работа како што сакате, како што кажав. И секогаш бидете со позитивен став, значи позитивно размислување, никогаш не размислувате за тие негативни работи, затоа што ако помислите, пример, ќе ви дадам сега, сте фудбалер и утре ве чека некое првенство, светско, европско, без разлика. Вие сте тренирале, да речеме, 6 месеци припреми сте правиле за да можете да учествувате таму и вие ден пред тоа надпреварување, утакмица, како да го наречам, ако се замислите барем на секунда да речете чекај, што ќе биде, дали ќе зезнам, дали нема да зезнам, одма ве поставува, односно ви се појава таа појава депресија, ви се зголемува нивото на недоверба, па затоа никогаш не ги поставувате тие прашања, секогаш велете си утре, бидејќи така метафорички го замислихме ова, утре е денот кој што ќе победиме без разлика и да изгубите. Вие мислите секогаш на позитивно, дека нема ништо кој како било препрека која што може вас да ве попречи, било вие, било заеднички групно вашиот тим и така натака. Тоа се овие три совети, постапки кои што ви кажам скоро од лично искуство, дека може да ве ослободат, тоа е точно, но да знаете дека има и недостатоци, затоа што било кој човек на светот не е совршен, секогаш кога и да ви прикажува нешто и во тоа има недостатоци. Тоа е тоа, да. Ако ви се допадна ова видео, ставите лайк, ако не ви се допадна, subscribe, ако не ви се допадна, донација. Се ова е многу добро и корисно, сите совети кои што ви кажав, вие практикувајте ги, послушајте ме мене, а немојте да бидете како пака прасе. Поздрав!